Денеска, 22 септември, го одбележуваме и светскиот ден без автомобили и ова е една од темите која што веќе ја имаме и изминативе 2 часа во Македонија на аутро. Овој пат на неја се надоврзува и колешката Сузана Апостолова, заедно со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Се разбира пораките кои што ќе ги имаме, Сузана, по повод денешниот ден. Повелете. Ванети, благодарам за најавата, секако најавата за мене и мојот гостин и темата, и како за ден, светски ден без автомобили, можеме да истакнеме овде на лице место дека прилично е голем сообраќајниот метеж во главниот град. Едноставно ќе кажете, како и секој ден, луѓето кои што имаат автомобили, како сите денеска да ги земале своите автомобили, да излезат на работните места или да завршат некоја работа. Сега за волја на вистината можете да забележите и по некој велосипедист, некои од граѓаните кои што возат тротинети и пешаци, но сепак ќе кажам забележителен е сообраќајниот метеж. Добро утро за Дејан Андоновиќ, и да не биде дека само еден ден во годината ќе биде ден за без автомобили. Како да направиме тоа да биде 365 дена во годината, да се подигне свесноста и за загадувањето, но и да се поттикнат луѓето на алтернативни начини на превоз? Првим да кажам дека во моментове трае кампањата Европска недела на мобилност, секоја година од 16 до 22 септември. Недела е една недела каде што ја одбележуваме мобилноста во смисол на тоа да се движат повеќе луѓето пеш, со тротинет, со велосипед, а помалку со своите автомобили. Се разбира доколку имаат можност за тоа, немаат некакви обврски кои не може да ги завршат со велосипед или пеш. Но идејата е да се подигне свеста, да се поздраво е движењето, поевтино, поекономично и еколошки пооправдано. Се разбира, во твојата најава рече, ние сме сведоци, сепак сме во центарот на главниот град, каде што поминуваат возила, но немалку има и велосипеди, пешаци и тротинети, значи луѓето, доколку и кога можат, ги користат овие алтернативни, би рекол, превозни средства. Меѓутоа, ако ги прашате граѓаните, ќе кажат, би сакале да користиме алтернативни начини на превоз, меѓутоа немаме избора, тука ќе вклучиме и инфраструктурата која можеби не е соодветна. Првин ќе кажам дека инфраструктурата не може да се шири со исто темпо и со иста динамика како што се шири зголемувањето на бројот на возилата, бројот на учесници во сообраќајот, бројот на возачите. Конечно, мојата генерација памети до пред неколку години, кога едно семејство имало едно возило, сега имаат по 2 или 3 на едно семејство возило. Не можете толку брзо да ширите инфраструктурата. Така. Но затоа постојат правила, прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, сообраќајна етика и култура и јавна свест. Што кажува тоа? Тоа кажува дека треба да се движите во сообраќајот во однос на условите на патот. Ако е поголем метежот, ако е потесна улицата, вие ќе чекате црвено, жолто, зелено за да поминете. Ако сте пешак, ако сте возач, ако сте на тротинет, на мотоцикл или на велосипед. Инфраструктурата ќе се шири и затоа има други надлежни како ќе шират и што ќе се шири, но ние треба да се прилагодиме на условите на патот. Бидејќи покрај правилата и прописите, секогаш во сообраќајот морате да се прилагодите на условите на патот. Вас може да ви пишува 180 дека можете да возите, но ако на условите на патот се за 30, вие ќе возите 30. Се со цел да стигнете безбедно, да не се го загрозите својот и животот на оние кои се во сообраќај. Ја споменавте Европската недела на мобилност. Оваа година фокусот е на транспортната сиромаштија и градови во кои нема избор за транспорт. Овде ќе ги споменам јавниот градски превоз и велосипедски патеки. Па сега прашањето, ајде да се фокусираме на главниот град, каде што е видлив сообраќајниот метеж. Дали Скопје влегува во категорија град со висока транспортна сиромаштија? Дали инфраструктурата и јавниот градски превоз ги задоволуваат потребите за да можеме да ја намалиме употребата на автомобили? Дали ја задоволува во 100% нели потреба на граѓаните? Веројатно не можам да кажам. Институцијата која се представам не се занимава со тоа, но она што можам да кажам е дека во малите градови, ако нема транспортна, како рековте вие, нема доволен транспорт, сепак по малите градови транспортна сиромаштија, полесно така? може да дојдат од центарот до градот,
пеш, со тротинет, со велосипед, па и со такси конечно. Во големите градови, нормално, сите големи градови во светот го имаат истиот проблем. И Скопје кој има речиси милион и овие другиве што имаат по 20 милиони го имаат исти проблем. Се работи за тоа како во градот можете да најдете алтернатива да стигнете од точка А до точка Б. Повеќето или помалку тие што можат одат со автомобил, тие што не можат или не ќе да одат со јавен превоз, одат со велосипед, одат со тротинет. Ние сме сведоци, сакал да призна некој или не, дека во нашиот град и поради временските услови кои се речиси цела година топли, повеќе или помалку, сведоци сме на тоа дека цела година има една категорија на граѓани кои исклучиво одат со велосипед или со тротинет, па дури и пеш. Да бидам искрена, јас би го за движење низ централното градско подрачје би го одбрала пешачењето. Пешачењето секако ние сме сите првим пешаци, сето так. После другото. Но имате и категорија на граѓани кои со возилото влегуваат во местото каде што треба да одат. Што би рекле, би влегле во продавница со автомобил. Меѓутоа, она што сакам да истакнеме е дека се стремиме да бидеме како другите европски метрополи, па во таа смисла треба да имаме и добар јавен превоз, велосипедски патеки и сите услови кои што ќе им овозможат на граѓаните да користат алтернативни начини на превоз, на тој начин и да се зголеми свесноста за загадувањето, но и да се поттикнат граѓаните да користат алтернативни начини на превоз. Заокружуваме. Заокружуваме дека сите работи во сообраќајот зависат од човечки фактори. Така. Инфраструктурата, како што рековте, не е идеална, но ако вие како учесник во сообраќај сте идеални, тогаш нема да имате толку проблем со таа инфраструктура. Што сакам да кажам? Ако сте со велосипед или тротинет и не можете поради инфраструктурата да поминете, па симнете се од велосипедот, поминете. Сакам да ви кажам дека инфраструктурата е битна, но сепак човечкиот фактор е најважен. Вие мора да се учествувате во сообраќајот во однос на моменталната состојба, да процените. Вие може да имате право, но ако нема услови, нема да одите по секоја цена, туку ќе ја поминете таа делница или пеш, или со заокружување, или не знам како, се со цел да не дојдете во ситуација да се го загрозите вашиот живот и животот на останатите. Човечкиот фактор е главна причина на сообраќај. Дијан, ви благодарам многу, секогаш сте расположени да упатите апел до нашите граѓани за безбедност во сообраќајот, а јас ќе упатам апел до нашите гледачи додека се создадат услови за да можеме непречено и безбедно да користиме алтернативни начини на превоз пред се јавниот градски превоз и доволно велосипедски патеки и друга инфраструктура, да се снаоѓаме со тоа што го имаме и на тој начин да бидеме безбедни учесници во сообраќајот. Ване?